Почитувани гледачи, добро утро и добре ни дојдовте во уште едно ново издание на Нов ден. Секоја среда обработуваме различни теми кои што се многу важни за здравјето. Еден термин кој што честопати имаме можност да го слушнеме во секојдневниот живот е остеопорозата. Денес разговараме на таа тема. Што е всушност остеопороза? Кои се симптомите, кои се причините, како се диагностицира, како се лекува и дали некако може да се превенира оваа болест. Разговараме со мојата денешна гостинка, господја Сашка Денковска-Петковска, магистар по фармација, а воедно и собственик на Кајзер аптеки. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Ви се заблагодарувам пред да започнеме со разговорот, што уште еднаш не излегувате во пресред и што ни помагате да ја обработиме оваа тема. Да почнеме со самиот термин, што всушност представува остеопорозата. Па така, остеопорозата всушност представува шупливи коски. Тоа е некогашните силни коски стануваат постепено многу полесни и многу полесно кршливи, со тоа што се намалува нивната минерализација. Секако дека остеопорозата не е карактеристична за младата популација. Значи, оваа болест претежно ги зафаќа по старата популација. Секако дека 25% можеби од женската популација над 60 години имаат симптоми на остеопороза. Оваа болест всушност представува намалена минерализација на коскената маса. Тоа се случува бидејќи претежно кај жените поради тој хормонски дисбаланс што се случува во периодот на менопауза. Тогаш жените доживуваат хормонски промени и секако намалена концентрација на естрогениот хормон, тоа е женскиот хормон, кој што всушност тој минерализација, значи го чува калциумот на коските. Секако со негово намалување се губи и тоа својство, калциумот постепено да се губи од коските. Жените, коската на женската популација е полесна, потенка и затоа се многу поподложни на оваа болест за разлика од мажите. Обично мажите ги зафаќа помалку и тоа се манифестира претежно после 70-та година од животот. Така, значи да направиме една мала паралела. Од оваа болест повеќе заболуваат жените обично во периодот кога настапува менопаузата кај нив, додека мажите се на некој начин позаштитени. Во кои случаи ги напаѓа мажите оваа болест? Мажите, како што реков, претежно ги зафаќа, значи во подоцнежниот стадиум од животот и тоа е последица поради таа деминерализација, значи губењето на калциум, кој што всушност представува, им дава цврстина на коските. Секако тие со негово губење коските стануваат лесно кршливи и многу подложни на фрактури. Претежно, значи, се манифестира со таа кршливост. Статистиката покажала дека рбетот најчесто страда или пак рачниот зглоб и колкот. За постарата популација, значи, скршеници или фрактури на колкот се многу опасни, бидејќи можат да доведат тоа неподвижност, таа долга неподвижност во текот на лекувањето може да повлече и други компликации, како што се згручување на крвта или на некои воспаление на белите дробови, кои што дополнително ја влошува ситуацијата. Така. Секогаш постојат и случаи. На кои симптоми треба да обрнеме најмногу внимание? Па така, остеопорозата, значи, претежно нема симптоми. Значи, симптомите почнуваат дури кога ќе се 20 до 30% ќе се изгуби од коскената маса, така да
ние во текот, значи возрастна личност во текот на една година за 6 до 12% доживува промени на коскената маса. Сега, значи, симптомите ако се јават, тоа ќе биде со болки во грбот, значи со движење, згрбавено движење, намалување на висината, секако дека и тоа е како еден од симптомите на остеопороз. Нема некои позначајни, значи симптоми за остеопороза. Значи тоа нема болки, нема никакви други симптоми, се дур не се изгуби поголема концентрација од коскената маса. Така, верувам дека испуштивме еден дел, освен онаа паралела што ја направивме помеѓу мажите и жените. Кои се причините кои што доведуваат до појава на остеопороз? Секако дека причини може да бидат повеќе. Причините за остеопорозата, секако тука би ги вброила конзумирањето, пред се начинот на живење. Тука би го вброила движењето, значи недвижењето доведува до остеопороза. Внесувањето на храна која што не содржи толку калциум. Исто така тука треба да се наведе и хипертироидизмот, значи тој хормон може да доведе до намалена апсорбција на калциум. Исто така одредени болести на дигестивниот систем, некои хируршки зафати на желудникот, цревата може да доведат до намалена апсорбција на калциумот, а со тој да доведе, значи, до зголемени симптоми на остеопороз. Некои истражувања покажале дека во случај на ако пред 40-та година има седа коса, значи 50% од седа коса пред 40-та година, секако дека причините за остеопороза има поголеми можности за остеопороза. Исто така во случаеви на отстранување на јаичниците кај некои пациенти пред 40-та година имаат за причина за поголеми шанси за остеопороза. Така, сега ги заплашивме голем дел од жените, но да продолжиме понатаму. Дали е точно, јас имам слушнато вака лично едно тврдење дека послабите жени повеќе ги напаѓа оваа болест? Секако намалувањето на густината на коските кај жените во постменопауза нагло се зголемува во првите 3 до 7 години, бидејќи со тоа и се намалува многу, како што рековме, естрогениот хормон. Секако дека тука се превенира со одредена терапија. Терапија, значи, во облик дали ќе биде таблетарно, дали ќе биде со инектирање или некоја друга метода, секако дека тоа одлучува лекарот за одреден пациент и тоа индивидуално. Така. Дали остеопорозата влијае негативно и врз некои други органи во човечкото тело? Па секако дека таа кршливоста на таа деминерализација на коските, всушност коските се нашиот столб, тие не држат, така да секако дека има и други последици, меѓутоа тоа не е занемарливо толку многу. Така. Се прецизира исто така, не знам колку е точно тврдењето дека спаѓа исто во болестите кои што ја нарушуваат и бубрежната функција на некој начин. Секако дека пациенти кои што имаат нарушена бубрежна функција, тука имаат и намалена апсорбција на калциум, а со тоа и поголеми шанси за остеопороз. Тука се и другите некои болести, како што спомнавме, Кушинговиот синдром. Тоа е ретка болест, меѓутоа и во тие случаи намалената апсорбција на калциумот доведува до остеопороз. Дали навремено може да се диагностицира остеопорозата? Секако дека денеска со современи методи и техники дека може да се диагностицира. Претходно беше со рентгенографско снимање, меѓутоа тогаш не можеше да се определи во почетните стадиуми на остеопороза, односно густината на коските. Сега, значи, со новите методи, со компјутерска томографија, може да се
да се види густината, односно густината на самата коска дури во почетните стадиуми и тоа навремено да се превенира. Дали процесот на лекување каков е во суштина? Краткотраен, долготраен? Секако дека овој процес е долготраен, бидејќи коските се слабо прокрвени, секако лековите до нив многу побавно стигаат и затоа тој период на лекување е многу подолг. Секако дека може многу успешно да се превенира и да се спречи оваа болест. Така. Предлагам да направиме една кратка музичка пауза и се враќаме брзо во студиото и продолжуваме со разговорот. Почитувани гледачи, еве сме повторно назад во студиото и продолжуваме да разговараме на темата остеопороза. Како се лекува остеопорозата? Па така, конвенционалниот и алтернативниот начин на лекување нудат доста благотворни начини на превенција на оваа болест. Секако дека конвенционалниот начин на лекување тука вклучува со вештачки хормонска терапија, каде што се вклучени естрогените хормони или комбинација на естроген и прогестерон хормон, како што рековме, тој е многу значен за да го задржи калциумот во коските. Меѓутоа, се покажало дека жените кои што во постменопауза земаат хормонска терапија, ја задржуваат минерализацијата на коските за разлика од оние кои што не земаат оваа таква терапија. Тука би кажала дека и секако внесувањето на калциум кај овие жени кои што земаат хормонска терапија треба да внесуваат исто така и дополнително калциум некаде околу 1000 милиграми дневно. Би сакала да кажам една мала споредба дека една чаша млеко содржи околу 300 милиграми млеко, така да тука си другите млечни производи кои што треба секојдневно да се внесуваат. Во алтернативниот начин на лекување тука спаѓаат и вежбањето, е многу битно за оваа болест, значи за превенција. Вежбањето меѓутоа не било какво вежбање. Тука се препорачува вежбање со оптеретување на коските, како што се на пример аеробикот, трчањето, балетот. Значи сите такви вежби кои што ги оптеретуваат коските со тоа што се намалува можноста за да се изгуби таа минерализација од коски. Така. Во друг начин, во алтернативниот Сега сме кај оној. Така. Следната точка од нашиот разговор, алтернативниот начин на лекување. Така. Тука влегуваат лекување со лековити билки. Кај нас традиционално се користат некои препарати, лековити билки во облик на чај или како тинктури за да се превенира оваа болест. Секако јас би кажала дека комбинација од двете е секој пат многу поуспешна отколку само едниот или само другиот начин. Во лековите билки тука би ги спомнала кунското опавче, исто така би го спомнала белслезот, исто така кинеската ангелика, женшенот, како дел од билки кои што би помогнале за оваа болест. Така. Кога се договаравме за темата, која ќе биде темата која што ќе работиме денес, јас така не дојдов неспремна, проучив малку, па би сакала од тебе да слушнам да ни го објасниш терминот калцитонин, бидејќи во тесна врска со оваа болест. Па така, калцитонинот се аплицира, значи тој е хормон кој што помага да се задржи калциумот во коските и не може да се земе во облик на таблетарно, значи мора да се инектира и тоа се прави во здравствените установи, значи не може приватно, бидејќи често може да јави некои несакани последици, како што се осипи, гадење, и тоа мора да биде под надзор на стручно медицинско лице. Секако дека не се препорачува често, тоа е во последниот стадиум на
остеопороза, каде што мора многу брзо да се превенира. Многу почест начин е со таблетарните форми на лекување на остеопороза. Тука би ги спомнала, значи, препарати кои што во својот состав имаат калциум, меѓутоа за подобра апсорбција, секако дека тука во комбинација со D-витаминот, апсорбцијата на калциум во организмот ќе биде многу поголема. Исто така по новите препарати кои што во својот состав содржат и магнезиум, и С-витамин, и цинкот и другите минерали, многу побрзо го даваат ефектот, нели, за опоравување од остеопороза и таа минерализација на коските. Секако, исто така и препарати, понови препарати од природно потекло. Значи, тука имаме сега на пазарот и препарати од природно потекло, калциум екстрахиран од корали или калциум изваден од лушпа од јајце, каде што за организмот, самиот организам многу повеќе искористи од природните препарати, нели? Апсорбцијата, искористливоста на самата таблета е многу поголема од природните препарати. Така, билкарите честопати потенцираат дека и кај нив може да се најдат лековити билки кои што влијаат позитивно врз оваа болест. Секако дека комбинација од конвенционалната и алтернативна начин на лекување, значи тука, нели, таблетарната форма, вежбањето, чаевите или тинктурите од лековити билки, сите заедно ќе допринесат оваа болест многу брзо, нели, да има позитивни ефекти. Секако дека ова е долготраен процес и трае повеќе, можам да кажам, и години. Меѓутоа, сепак, нели, ефектот е добар од сите овие препарати заедно. Уште едно прашање кое што се потенцира на социјалните мрежи, особено, да повторам, кога ја разгледував оваа тема, е тоа дали исхраната има некакво влијание врз остеопорозата? Секако дека исхраната има многу големо влијание. Тука би ги спомнала, значи, препаратите кои што во својот состав имаат калциум, тоа се на прво место млечните производи. Исто така, брокулата, лососот, карфиолот, сите тие имаат во себе калциум и се препорачуваат, нели, на овие пациенти. Би сакала да нагласам и за жените кои што се во менопауза, исто така да конзумираат препарати на база на соја, бидејќи сојата содржи природен естроген. Исто така би ги спомнала и да внимаваат не само што јадат, туку и што не треба да се конзумира. Секако тука се кафето и алкохолните пијалоци. Ја спречуваат апсорбцијата на калциум. Исто така препарати кои што во својот состав содржат фосфор, тоа е црвеното месо, како еден од примери кои што содржи фосфор, бидејќи го забрзува губењето на калциумот од коските. Исто така и безалкохолните газираните пијалоци влијаат врз апсорбција на овој важен елемент за коските, калциумот. Така. И сега кога би се поделиле на оние на кои што едно од мотото им е никогаш не е доцна и на другите кои што навремено си го чуваат нивното здравје, да им одговориме на прашањето кое што ги интересира сите, а тоа е како може да се превенира оваа болест? Превенција на оваа болест е многу едноставна. Значи, препорачувам на сите после 35-та година, посебно на женската популација и тие што нели во периодот на бременост или во периодот на доење да земаат поголемо количество на препарати, значи со исхрана и дополнително суплементи кои што во својот состав содржат калциум. Да ги намалат внесувањето на газирани пијалоци, внесувањето на алкохол и кафе, секако дека тоа ќе спречи апсорбција на калциум и секако дека вежбањето е многу битно, значи движењето, вежбите се многу битни за здрави коски.
Ви благодарам за денешното гостување и за сите овие потребни информации кои што не ги дадовте во врска со оваа тема. Се гледаме повторно, се надевам идната среда со нова тема за разговор. Ви благодарам и на вас. Тоа би било се за денес, драги гледачи. Здравјето е бесценето, затоа држите се до овие совети. Имајте убав ден, пријатно расположение и останете со програмата на К3 телевизија.